Добар ден и добродојавте во уште едно издание на Формула 1 на македонски. Овој пат како дел од кампањата Остани дома ќе ви представам една интересна публикација од просветно дело Направи болид на Формула 1, нешто што можете дома да го направите сами во друштво со вашите најблиски, интересна занимација и секако една можност плюс да научите многу повеќе за самите карактеристики на Формула 1 болидите, нешто што е силна страна, верувам, на нашиот Формула 1 канал. Сега ќе ве представам оваа публикација. Информациите во нејза се малку од неколку изминати сезони со малку постарни информации, меѓутоа сепак она што е најважно, содржината е најбитна, а тоа е дека имаме на располагање Формула 1 болид во нашите раце. Тука имаме генерално основни податоци за самата природа на спортот Формула 1, како се организираат трките во светското првенство, која напредна технологија ја користат, кои стратегии се на располагање на возачите, значењето на сите знамиња, начинот на бодување. Значи, ако имате некој помлад член дома или некој кој воопшто не е доволно информиран за самата природа на Формула 1, може да го искористите ова како еден учебник, би рекол како една воделка. Овде имаме представување на неколку тимови. Напоменав, информациите се малку постари, меѓутоа сепак генерално се уште валидни. Еве како ќе изгледа тој болид, таа макета која е 71 см во должина, кога ќе биде готова. Јас веќе започнав и наскоро ќе ви покажам докаде сум стигнат. Ве предизвикувам и вас да излезете во времето кога е дозволено движење до најблиската книжара во просветно дело, да го набавите ова и да го креирате својот Формула 1 болид. Прилично едноставно се работи. Овде имаме неколку страници како тоа се оди чекор по чекор. Доколку ги следите инструкциите, ќе стигнете, верувам, и до самиот крај. Еве, јас веќе сум започнал, сега ќе ви покажам и до каде сум стигнат. Веќе го завршив носот со предното крило. Гледате како фантастично изгледа, навистина добро изгледа. Овој дел од болидот, се надам дека и целиот болид ќе успеам да го комплетирам. Тука вели без сечење и без лепење, меѓутоа ја не сум толку уверлив дека може така да се сработи. Неколку делови морав да ги залепам за да ова сето тоа стои и држи, меѓутоа можеби вие ќе бидете поуспешни од мене. Така да, еве до кај сум, ве предизвикувам и вас да започнете и вие еден свој проект дома под кампањата Остани дома и да го завршите можеби и пред мене, да го комплетирате овој болид. Доколку имате направено некој болид дома, можеби некоја макета или некој друг болид, ве молам на нашиот Инстаграм профил да ми ги пратите тие фотографии со ваше име и презиме и јас ќе ги објавам на нашиот Инстаграм профил или можеби ќе ги вметнам во некое наше следно видео. И кога сме веќе кај болиди на Формула 1, да ги представам мојата лична колекција од Мекларен. Тоа се два болиди од сезоната 2011, Дженсон Батон и Луис Хамилтон. Од Бураго, едноставно еден интересен детал кој може да го имате дома. Може веќе имате вие некој дел од овие болиди, можеби од Ферари, можеби од Red Bull, можеби од Мерцедес. Навистина интересно изгледат и убаво го пополнуваат секој простор покрај работна површина, биро или во кој бил дел од вашиот стан. Така да, тоа е тоа се што би имал да ви кажам во однос на ова видео. Останете дома, бидете сигурни, бидете дисциплинирани, заедно да го победиме се ова и што побрзо да ни се врати Формула 1 шампионатот. Ви благодарам што не следите, благодарам што го следите канал Формула 1 на македонски. Доколку се допаѓа содржината, како и секогаш, лайк, шер и сабскрајб. Во коментар оставете ги вашите мислења на Инстаграм профилот, ве молам, пратете ги вашите фотографии и се гледаме во некоја следна прилика. Поздрав!